Кривичниот суд не го прифати предлогот на обвинителството за мерка притвор и го продолжи куќниот притвор за обвинетите за трагичната автобуска несреќа кај Ласкарци. Во соопштението на Кривичен се наведува: постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за определување мерка притвор за 6 лица, опфатени со обвинителниот акт за автобуската несреќа која на 13 февруари се случи кај селото Ласкарци, Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје, по разгледување на фактите и доказите, донесе решенија со кои предлогот на обвинителството за определување мерка притвор го одби како неоснован, а ја продолжи мерката куќен притвор за нови 30 дена. Како што веќе информиравме, Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение против газдата на фирмата, возачот на автобусот и уште 4 лица за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, кои резултираа со тешката автобуска сообраќајна несреќа, во која загинаа 16 лица, а 38 беа повредени. За обвинетите обвинителството бараше мерка притвор. Поднесениот обвинителен акт согласно АКМИ системот е распореден кај Совет за оценка на обвинителен акт, кој треба да закаже седница за негово разгледување. Неколку сообраќајни незгоди се регистрирани во текот на вчерашниот ден. Во 8 часот на регионалниот пат село Волковија Тетово во село Радиовце, 32 годишник од село Гургурница, управувајќи патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, изгубил контрола, излетал од патот и удрил во бетонски ѕид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила со патничка и била пренесена во болница во Тетово, каде и била укажана лекарска помош. Додека уште двајца со патници се здобиле со телесни повреди и на нив им била укажана помош во болницата во Тетово. Увид на местото извршила увидна екипа при СВР Тетово. Во 18 часот и 15 минути на регионалниот пат Јегуновце-Желино во село Сиричино се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Ауди А6 со тетовски регистерски ознаки, управувано од 32 годишник од село Голема Речица, и мотоцикл со штипски регистерски ознаки, управувано од 16 годишник од село Јанчиште. Во незгодата малолетникот се здобил со тешки телесни повреди и со друго возило бил пренесен во Тетовската клиничка болница. Увид извршила екипа од СВР Тетово и јавен обвинител. Незгода во 9 часот се случила на регионалниот пат Мавровска крстосница Дебар пред општина Маврово и Ростуше, помеѓу патничко возило Volkswagen Polo со скопски регистерски ознаки, управувано од 63 годишник од село Маврови Јанови, и патничко возило Алфа Ромео со албански регистерски ознаки, управувано од 32 годишник од Република Албанија. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле двајца со патници од возилото Алфа Ромео и со медицинско возило биле пренесени во медицинскиот центар во Гостивар. Додека со телесни повреди се здобила и уште една сопатничка од истото возило. Увид на местото извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 22 часот и 30 минути во полициската станица Тетово, 44 годишна тетовка пријавила дека околу 21 часот на улица 107 во Тетово нејзиниот малолетен син и негов другар биле физички нападнати од 3 лица. Се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Сообраќајот по должина на коридорот 10 од денеска се мониторира преку контролен пункт во Петровец. Камерите поставени на автопатот ќе даваат информации за наплатата на патарините, но и за евентуалниот застој и несреќи на патот заради кои би се создавал метеж. Наскоро овој контролен центар ќе биде поврзан со тој во Неготино, кој го следи движењето по новиот автопат до Гевгелија. Од тука ќе се следи сообраќајот на новиот автопат до Штип. Напуштањето во употреба на пунктот присуствува премиерот Заев, министерот Сугаревски, директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Електронскиот систем за наплата на патарини долж коридорот 10, преку кој што се воспоставува систем со врвна технологија, значително ќе ја намали можноста за манипулации. Имајќи предвид дека електронската наплата на патарини веќе може да се врши без запирање на возилата, односно возилото треба само
да ја намали брзината на движење, а наплатата се извршува автоматски. Ова ќе придонесе и кон зголемувањето на протокот на возила и кон зголемување на комфорот на нашите граѓани при патувањата. Дополнително, корисниците на електронските картички ќе добиваат попуст при секоја надополнување на картичката. Оперативниот центар Петровец е направен за мониторинг, контрола и оправување со интегриран систем за наплата на патарини на коридор 8 и 10. На наше залагање, во иднина се планира овде да биде сместен системот за мониторинг, контрола и оправување со сообраќај на патишта, каде ќе се воспостави интелигент транспорт систем. Во овој објект, наредните месеци се планира да се инсталира систем за мониторинг, контрола и оправување на сообраќајот во тунелите Демиркапија 1 и 2, значи контролниот центар кај Неготино ќе исто така овде ќе може да се мониторира, со исто и новиот тунел пресека на автопатот Кичево-Охрид. Исто така, во овој центар ќе се поврзат поставените камери на клучките на автопатот Штип-Миладиновци, преку кој се врши мониторинг на сообраќајот. Урбанистичкиот хаос во државата го направија самите институции. Се носат закони што се косат меѓусебно. Урбанизмот се гледа само преку призмата на парите, а урбанистичките планови ги носат луѓе од други професии, вели универзитетскиот професор по урбанизам Енис Јакупи во интервју за телевизија КИС. Идејата и концептот за донесување на законот за легализирање на диво изградените објекти беше добра, но концептот како се менаџира е многу лоша. Тој закон лошо се менаџираше, лошо се интерпретираше, дури и лошо се аплицира од органите што го имплементираат тој закон. Например, ќе земам законот, секој објект се легализираше со еден елаборат. И тоа го назначивме геодетски лаборат. И геодетскиот лаборат нигде не пишува во законот што треба да содржи и што треба да има тој лаборат. Ние го измисливме дека ова содржина или еднаква содржина. Без на тоа, значи го менаџиравме, го интерпретиравме. И најлошо сега што е работата. Овие објекти ги легализиравме. Најголемиот дел на објектите што се легализирани се во региони на градски или приградски подрачја, каде имаме патишта, каде имавме зеленило, каде имаме сообраќајници, спортски објекти, а граден стамбена зграда или нешто. Значи, што направивме ние? Сега со новиот закон, фактички со новото изготвување на урбанистичките планови, тие треба да ги ставиш во новите урбанистички планови. Значи, овој хаос, што го создававме сами ние урбанистите, архитектите, и тие што го имплементират, значи, доаѓајќи од владата до општинските подрачни единица и општините, значи, треба да седнат најпрво и да го измислат. Што треба да направиме ние за да го разрешиме? Значи, ние излегуваме од една, да викаме, хаос на хаосот и сега треба да измислиме нови правилници за урбанистичко проектирање и нови правилници за просторно планирање. Бидејќи и просторниот план на Република Македонија, што е цртано во 2000-та, во 2020 излегува, односно во сила е влезен 2002, значи кај да сме уште 3 години. Значи просторниот план на Република Македонија прво треба да го средиме, да го прилагодиме за Европа, па после ова да го преследиме урбанистичките закони и согласно тоа да почнеме со изработка на нови урбанистички планови. Сметате дека најверојатно многу проекти кои што ги започнуваат и општините и централните власти не може да се реализираат заради овие пречки урбанистички кои што се појавуваат? Па ја тоа го викам, пречките сами со некои подзаконски акти или регулативи ги измислуваме или ги носиме. Еве ќе ти давам наједноставен пример. Сега во изводствување е генералниот план на Тетово, општината Тетово. И согласно законот за високо образование, универзитет може да отвориш у било која дел на Република Македонија. Согласно законот за урбанизам, треба да имаш одредена маркица или одредена површина за универзитет. А один из Македонија, у секој втори трговски центар имаш универзитет. Дали таа маркица е за универзитет?
може да ги мешаш дејностите, односно има концепт регулатива во урбанизам колку посто, не 100%. Значи, например, ЕВТ-тово има кампусите универзитетски. И некако. У Гостивар, универзитет може да отвориш у Бањица, таму беше во делот на Бањица, не у центар. А во центар имаме 3 универзитета. Значи, владата на Република Македонија го донесел и законот за образование и законот за урбанизам. Значи, А тие се две спротивставени. да. Значи, со едниот закон не можеш да градиш универзитет кај сакаш ти, а со другиот закон може да отвориш универзитет у било кој дел. Затоа ја го речев и на почеток. Ние треба да седнеме. Најпрво да натвориме дебати и тркалежни маси, да земаме мислење од стручњаци, како ние тие закони да ги имплементираме, бидејќи во некои делови, во аспект на постапките и законите сме дури подобри во Европа. Ама во артија, во аспект на реализација, тоа веќе не ни е и во фаза почетна. Најверојатно вие подобро од мене знаете што предложи новата влада во однос на легализацијата на дивоградбите за разлика од предходната? Уште нема некој концепт, но се мисли да се продолжи законот за легализирање на дивоградби, што уште повише ќе навлезе. Значи да ќе го продолжи уште рокот, бидејќи со истекот на 2018 година истече рокот за поднесење барање на легализирање на дивоградени. Сега дури се слуша дека пак ќе измислат нешто ново. Значи ова беше, ние сме членка, кандидатка за во Европа. Во Европа нема дивоградби. Ова за нас е чудо. Значи, тоа е процес што се заврши. Завршено веќе треба да почнеме да градиме согласно урбанистичките норми, правила и акти. Ако не го почнеме вака, значи уште продолжуваме со легализација и не, уште, значи ние треба мало и да го едуцираме и урбанистите, и изведувачите, па и инвеститорите, во согласно на структурата на градење што ни се спрема за Европа. Да. Најверојатно сметате дека овој хаос што се создава со дивоградбите, до сега уште поголем станува ради тоа што не се донеле навреме урбанистичките решенија, не седнале заедно институциите да договорат што треба да се направи план поголем за градот. Ја ќе го кажам следното. Ние порано имавме подобри урбанистички планови од овие што сега ги имаме. Зашто го кажам ова? Со урбанистичките планови ние го растураваме принципот на градење. Зашто викам? Урбанистичките план ние цртаме некои максимални површини за градби неизмислени. И даваме некоја градежна и регулациона линија по тоа што тој како сака, без да излезе на терен и така натаму и така натаму. А од друга страна, тие предпријатија професионални соберат некои луѓе и сварат предпријатија. Дури законот е лош менаџиран овде. Бидејќи за да отвориш предпријатие, односно друштво за урбанизам, треба да имаш вработени 4 архитекти или 3 архитекти со лиценца, односно со областување за урбанизам. Што прават тие? Секој втор, трет инженер вработува од негде архитекти, а тие не седнат. Например, ја седнам од Гостива, работам план за Струмица, а Струмица не сум бил. А најлоша, директори и водење на тие предпријатија не се ни архитекти, не се ни урбанисти. И затоа викам, овие постапки што ги имаме во нашите урбанистички планови, значи законот е многу добар, но принципот на имплементацијата на законот е толку сложен, што некогаш не знаеме и како да излезуваме. Бидејќи, ќе ти давам општ пример. Единствена земја во рајонот што аплицираме онлайн апликација за да земаш одобрение за градба. Носиш основен проект на општина. Што му треба на општина основен проект? Носиш во општина детали како ќе го градиш објекта. Што му треба на урбанистот детал како ќе биде зидот, како ќе биде паркетот и така натаму. Не му треба да му интересира у која страна ќе има прозор, у која страна ќе има врата, од кај ќе се влезе во објектот. Кој е концептот на ориентацијата на објектот при ружа на ветрови и така натаму. Дали ги задоволува паркинг местата и така натаму. Не да направиме принцип
дека имаме закон добар или таков. Значи, концептот на законот ни е најдобро пишан, но начинот на имплементирање е концепт што стварно ни ствара проблеми. Да. Значи, сума сумаро, сметате дека сите урбанистички планови, без разлика дали се детални, генерални или републички тие што се, треба да се соработува за да не се продлабочува тој хаос. Види, ние треба да седнеме и да ги измислиме целините што ни се во законот како што треба. Бидејќи, ја ќе давам уште еден пример, што единствена земја во Европа сме. Значи, бидејќи во светот има, што земаме мислење за градење на објектот и од аспект на соизмичко одржување, односно соизмичкиот отпор на објектот при дејствување на земјотрес, тоа го земаме во Институтот за инженерска во Изисто, го викаме. Но, тоа е супер. Но тие ти барат проектот да го направиш според некои правилници од 87 за бетон, а во Европа се работи со Еврокод 2, и според правилникот за асеизмичко проектирање од 1983 што е во сила, а во Европа се работи со Еврокод 8. Значи, сите членки кандидатки и сите членки и што се кандидати на Европска Унија работат со Еврокод 8 и Еврокод 2. А ние уште работиме за правилникот за бетон и армиран бетон од 87 и со правилникот за асеизмичко проектирање од 83. Значи, давам еден општ пример. Во концептот на создавање, односно на концептот на имплементација, треба да седнеме и да ги изгледаме. Значи, ние прво требавме да го носиме Еврокод 2, Еврокод 7 како закон, па после законот за да се зема мислење и од институтот. Значи, на некои принципи, толку сме влегуле многу, а некои дури ги растураме. Сега, најголемиот проблем за решување на хаосот на урбанизмот не е паркинг просторот. Ја во една друга изјава дадов како да се реши овој проблем. Значи со смарт паркинзите или паркирањето во катови. Никој од овластените во општина што се референти за урбанизам и градежништво не може да ми дава мислење дали ова површина за тие смарт паркинг места влегува во градежна површина или не влегува во градежна површина за градба која се зема одобрение. Да. Последно прашање. Нешто околу урбанистички план за цела држава, просторно планирање, кој што заврши од 2020. Во каква состојба е и дали треба конечно да се направи нов? Види, тој просторен план е донесен во 2002 година и тој е во сила до 2022. А проектот што е цртан, односно измислено или картите, ќе ви кажам, се планирано до 2020, значи проект. И тука сега има дел од проектите што е регион или слободна зона или, например, Луково поле беше планирано да се гради до 2020. Не се изгради. Дали таа Луково поле треба да седи уште во просторниот план на Република Македонија или треба да се премести на друга страна? Во просторниот план актуален на Република Македонија Шар планина не е национален парк. А треба да биде. Значи, затоа треба прво да се создават тимовите, екипата, да го преиспитуваат структурата и принципа. Бидејќи тој просторен план, кога е работен дека Македонија во 2020 ќе биде над 2 милиони и пол жители. Сега ги немаме тие 2, бидејќи економијата не тера да избегаме за милиони. Значи, дали пак демографијата од аспектот на концептот за планирање на површини за градба и така натаму ќе биде за 2 милиона или за 3 или за 5. Да. Значи, имаме вакви принципи. Да, дали ова значи дека ако тој просторен план не се реализира според предвидената динамика, треба да се измисли нов, да не се чека до 2022 година? Согласно законот, освен просторниот план на Република Македонија, може да се работат и просторни планови за одредени подрачја. Например, Треска има просторен план, а никој не го коментира и сега знаеш дивоградбите што беше те. А изворот Рашче во Скопје дури има просторен план. Треска има као езере просторен план. Значи, концептот на просторниот план
Може да се работи и за дел од државата, и за одредени подрачја, но да биде согласно принципите, односно согласно структурата на тој просторен план што го има Република Македонија. Нешто специфично за Полошкиот регион, што е влезено тој просторен план не е реализирано? Во Полошкиот план, за жал, че го решам ова, секогаш сме имале дури и министри од Полошкиот регион за просторно планирање, никој не го измислил структурата на Пологот за да направи регионални планови за Полог. Бидејќи кога правиш за дел, по-измислено ќе ги потенцираш или адаптираш концепт. Ние мислиме, например, со концептот што го направиме Шар планина, национален парк, дека е добро. До една целина е добро. Според мене, во некои целини веќе не е многу добро. Бидејќи делот Шар планина што сега го шетаме кај што одиме, ќе имаме забрани. Согласно концептот и законот за национални паркови. Затоа викам, овие структури треба да се, например, што не се реализира? Коридорот 8. Кај го имавме тој автопат што требаше да не води кон Албанија? Тој нема веќе. И дали веќе е функционален според согласно стариот просторен план што беше коридорот 8? Веќе ориентацијата кон коридорот 8 го загуби смислата. За мене сега по приоритет е автопат Призрен-Тетово, отколку автопат Тетово, например, да го земаме Охрид. Концептот, зашто? За да одиш од Драч, најпросто е. За да одиш од Драч, од Призрен имаш автопат си за саат и пол, 2 максимум. Значи, а 50 км ми сме Драч. Значи, уште пола саат, 2,5 сати. И да биде од ова страна автопатот, пак повише од 3 сати ќе сте да биде до Драч. Затоа викам, концептите на овие некогаш се измислуваат, но кога не се реализираат, треба да ги разгледаме од друг концепт. Затоа викам, многу поприоритетно од аспект на патишта за мене, за Полог е автопатот Тетово-Призрен, односно да се биде Тетово-Призрен, отколку било друг коридор што е во структурата на просторниот план што веќе е во сила. Според ова што го кажете, најверојатно општините од Полошкиот регион, меѓутоа и централната власт не размислуваат регионално да ги решаваат проблемите. Затоа ќе кажам пример. Да се качите малку на некој планинско подрачје Кале без разлика, ќе видите дека од Јажинце до Гостивар све е споено у подножјето на Шара, а никој не размислува да се направи нешто заедничко за тие општини што се споени. Сите парцијално, Гостивар парцијално решава проблем, Тетово парцијално, никој ништо не решава регионално. Иако сме у пракса споени и со население, и со индивидуални објекти, со све. Што треба тој поглед да се преземе за да се подобри, да речеме, животот на граѓаните во тој регион? Ова смисла ни треба стручњаци на право место. Пошто како мегалополиси, нели? Но у концептот, ние знаеме, имаме Истанбул. 10.000 жители функционира. У болница побрзо може да стигнеш у Истанбул, отколку у Тетово. Како го измислиле тие тој? Направиле посебна трака у булеварот и никој не може да оди, само брза помош оди. Значи, концептот има решение за све, ама да доаѓат на прави структури, прави луѓе. Не градежен инженер да биде директор на предпријатија за урбанистичко планирање. И тој да го прави урбанизмот на градот. Не ги сфаќа, не може началник на урбанизмот да биде градежен инженер. Тоа треба да го знае. Подобро е правник отколку градежен инженер. Баре си го имплементира принципите на законите како што треба. Концептите за водење структури се многу концепционални. Затоа викам, овие работи, градежниот инженер не слушал урбанизам. Тој знае како се гради објект. Не знае како се планира. Дури архитектот, ако не е урбанист, не знае урбанизам. И ова треба да го знаеме. Бидејќи со предпредмети урбанизам, слушање у факултет и магистрирање и докторирање или во специализирање во урбанизмот е многу сосема друг принцип. Затоа викам, проблемите, принципите урбанистички ние сами ги создаваме од тоа што гледаме само аспектот на менаџирање во однос на менаџментот, финансиите. Ќе го растуриме, како што го растурија во градот Гостивар, кај беше една голема
објект, го купија као објект, како што беше кланицата бивша Горни Полог, и сега во тоа кланица, таа државно земјиште, тие не го купија земјиштето, тие го купија кланицата. Сега во таа кланица градат стамбени згради. Дали е тој принцип за здање стамбени или високи објекти? А тука не е Вардар. Високите објекти ти го рушуваат принципот на ветрот Вардарец. Затоа викам, не сакам да навлегувам многу да кажам вакви примери, но суштината, гледајте дека целата држава во аспект на урбанизмот не е на хаос. Затоа што побрзо треба Министерството за просторно планирање и Министерството за транспорт и врски и сите експерти на државата да седнат и да ги разгледат овие проблеми. Не да бегат од експерти. Се прави урбанистички план на општина Генерално Тетово, ние не, као универзитет немаме ни писмо дека се води. А нашиот кампус универзитетски е согласно да не информира не дека као стручњаци, да не информира као универзитет дека се гради. Што имаме потреба? Затоа овие принципи се многу и зашто треба во поделичности да го гледаме. Бидејќи, ако не ги решиме некои проблеми, тие проблеми ни стварат и други проблеми и хаосот само ни се зголемува. Уште едно прашање и толку достане. Имаме два региони во Македонија кои што се најголеми, Скопскиот и Полошкиот. Најверојатно имало зошто да постојат општина Аеродром Киселава центар, да не ги набројуваме, и град Скопје. Дали смете дека има потреба да, како што сега постојат општина Тејарце, Тетово, Гостивар, Рапчиште, и да постои град Полог, да речеме? Дали смете дека тоа беше конечно, пошто сума сумаром 300.000 жители во овој регион, дали можеби тоа би ги решавале проблемите поедноставно? Во аспект на контрола ќе биде подобро. Во аспект на решавање проблеми може уште полошо. Кога викам од аспект на контрола, вака мора да информира една општина и друга општина над нив, или друга институција над нив. Затоа викам, у принцип, и целиот закон за локална самоуправа е малку, не викам неадекватен, не викам лош, но треба анализи. Дали на градот му треба и колку администрација му треба. Колку жители има, колку треба да има вработени. Хај се знаа, треба да има градоначалник, тоа да. Треба да има градоначалник, секретар. Колку буџетари треба да има град, никој не го зна. Или концептот на... Значи, државата има еден буџетар, а сите поградски единици имаме буџетари, а проблеми со водење на буџетот имаме. Затоа викам, во аспект на контролата, во аспект на менеджирањето може ќе биде подобро, но на аспект на имплементацијата на законите, во тоа што сме научили ни бирокративно да ги состава, може ќе оствараме големи други проблеми. Бидејќи, особено во тоа, ја викам, во нашата средина кај живееме, ние сме родени за да измислиме проблеми. Ја така го сваќам. Како ние што ги измислиме проблемите, за да не ги решиме, нема може друг во светот. Времето денес беше сончево и многу топло, со слаб до умерен северен ветер. Температурите се движеа во интервал од 16 до 35 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре предпладне ќе биде сончево и топло. Попладне со локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд и грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 18 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.